Добар ден на сите. Би сакала пред се да ви посакам добре дојде во Крушево, кое што се чини нашето, во Македонија би рекла, можеби најстудено место денеска. Некој од нас не изненади, меѓутоа сигурна сум дека она што е убавина и пейсаж на Крушево надоместува се останато. Би сакала да ја искажам својата благодарност за вашето присуство денес, од лично име, се разбира и од името на Центарот за развој на Пелагонискиот регион. И накратко во 2-3 збора да ја објаснам целта на ова денешно наше собирање. Пред се да се заблагодарам и за присуството на градоначалниците на општините од Пелагонискиот регион. Нашата програма за развој на регионот 2010-2015 година, заштитата и унапредувањето на квалитетот на животната средина е еден од нашите приоритети и разработен разработен приоритетот во поединечни активности предпоставува одржување на низа активности со кои што оваа цел ќе биде постигната. Причина повеќе за промоција токму на овој закон е она што стои во самиот закон, во член 3, односно целта на законот е да се спречи создавањето на отпад од пакување, да се намали количината на отпад од пакување и така натака, да се постигне висока употреба повторно на пакувањето. Со еден збор да се преземат такви активности кои што директно ја заштитуваат животната средина и согласно принципите на одржлив развој интегрирано го овозможуваат подобрувањето на квалитетот на живеењето на секој од нас. Центарот за развој на Пелагонискиот регион, територијата, значи подрачјето на регионот го гледа како чисто, зелено, убаво. It must be emphasized that this joint project would not have been possible without the cooperation of the Ministry of Environment, the local municipalities and the Norwegian government. Мораме да потенцираме дека заедничкиот проект, односно оваа идеја, немаше да успее ако не беше заеднички напор на Министерството за животна средина, општините, како и норвешката влада. On behalf of the Norwegian Embassy, I would like to wish the center and everybody involved all the success in your future work. Thank you, благодарам и сречно. Во името на норвешката амбасада, сакала да ви поздравам како вас, така и на центарот. Многу успех во денешната работа и благодарам. На екологијата и мислам дека овој Пелагониски регион треба да биде пример за останатите региони, бидејќи сепак мислам дека сме меѓу први кои го поддржуваат ваквиот начин на размислување и промоција на ваков закон кој се надевам дека во наредниот период ќе дават и одредени резултати. Затоа ви благодарам и посакувам пријатен престој во овие неколку часа во Крушево. Ќе искористите можноста да ги посетите, се надевам, дел одраз кој дојдете прв пат и знаменитостите. Да се намали количината на отпад од пакување преку негова преработка, односно рециклирање. Значи, во исто време тоа значи да се зачуваат и собствените ресурси, националните ресурси, природни ресурси, затоа што веќе нешто што е отпад можеме повторно да го искористиме и на сметка на тоа да го зачуваме нашиот природен ресурс. Да се воспостават национални цели, значи тоа е самата цел на законот, за собирање и за рециклирање на отпад од пакување, кои што мораме да ги оствариме. Доколку не ги оствариме овие национални цели, кога би биле земја членка, ние би плаќала одредена казна. Во некои земји членки овие казни се изнесуваат дури по 5 милиона на дневно ниво. Да речем, Грција имаше таа прилика да биде казната затоа што не ги исполнува целите кои што биле предвидени со оваа директива. Значи дека доколку е поставен таков систем, ние не можеме да му забраниме на трета страна да влезе во тој систем. Значи, ако се појави некој нов увозник на одредени производи, ние не можеме да му кажеме не, вие не можете да влезете и не можеме да го собираме вашиот отпад. Без разлика било кој економски оператор во Македонија внесе одреден производ со пакување, ние мораме да му овозможиме да го собираме таквиот отпад од тоа пакување. Значи, ако општината воспостави систем за собирање на само шишени и пластични стаклени шишења, се појави тетрапак пакување, општината мора да направи напор и да овозможи собирање на таквиот вид. Оној кој што го има контейнерот, тој е собственик на отпадот. Значи, целта треба на општината да биде да постави што е можно повеќе контейнери, за да може да ги
да го собира ваквиот вид на отпад. Ќе зборувам малку покасно и за тоа. Засегнати страни тоа се економските оператори кои што се поврзани со управување со овој вид на пакување. Производител на пакување е секој оној кој што произведува било какво пакување. Значи, ако станува збор за ова шише, производител е оној кој што ја произведува ампулата од кој што се прави такво шише. Тој не е одговорен да постапува со тој отпад. Неговата одговорност е само сврзана до тој степен што таквото шише од пакување мора да биде со соодветен квалитет. Значи не сме да има одредени тешки метали и така натаму. Одговорноста оди на производителот, оној кој што се решил таа ампула да ја користи како пакување и во неа спакувал стока и ја пуштил на пазар. Значи не смееме да имаме двојно на крајот, двојно пресметување на отпадот. Затоа викаме во законот одговорни се производителите, оние кои што пуштаат производи од кои што се создава отпад од пакување. Во конкретниот случај одговорен е оној што ја произведува водата роса, без разлика што тие произведуваат роса, не произведуваат пакување, меѓутоа се решиле да нивниот производ го стават во пакување кој што подлежи на овој закон. Да кажете како го гледате тоа, како овој регион може да се здружи или пак како една општина сама би можела да направи нешто за да може да се спроведува овој закон. Да повелете да ви стоим на располагање за прашање, а може би јас ќе подигнам дел од приведени дискусии. Конкретно во нашата општина ќе ви кажам пример, отпад на пет пластика веќе се собира последниве 2-3 години на одредени пунктови во нашиот град. Задоволителни се количините, додека за отпадот од пакување од хартија, отпад на хартија, можеме да се пофалиме дека во Републиката стигнавме до количини од 1,5 тон на ден отпад на хартија. Би сакал нешто друго што на многу вакви среди го дискутиравме уназад години, оној член што е баш што го коментиравте од Законот за управување со отпад, за комерцијалниот отпад, значи е во корелација баш со овој закон. Зошто? Сите субјекти кои што генерираат отпад комерцијален, претежно се правните лица, некаде голем процент, 90% се отпад од пакување. Значи комунален отпад не поседуваат како индивидуалните домаќинства. Прашањето ми е следното, значи секое јавно претпријатие досега не го имплементирала тој член ради приходната страна. Овие оператори треба да се погрижат, значи отпадот пакување што го создаваат со своите производи, да го соберат назад до одреден процент, значи 60% до 2016 година, и потоа тој отпад кој што е собран од пакување соодветно да го преработат, односно рециклираат и потоа извезат. Тоа е главната обврска која што се состои за овие економски оператори. Во исто време општината има пак обврска да обезбеди селективно собирање на отпадот, значи да овозможи граѓаните да можат отпадот пакување да го остават во посебни садови, а да не го остават во садовите за отпад кој што се користи за комуналниот отпад. Општините ова обврска треба да ја осварат во соработка со економските оператори, затоа што законот наметнува обврска овие економски оператори меѓу себе да се здружат или да формира заедничко предпријатие или пак секој самостојно да си ја спроведува оваа обврска.